Марионетската власт во Скопје ја отвара и последната карта во борбата со неистомислениците. Во Македонија повторно се воведува така наречениот вербален деликт од членот 133 од Кривичниот законник во поранешна Југославија, кој одамна е укинат и со кој се санкционираше слободата на говорот. Сега во Македонија вербалниот деликт се применува под називот говор на омраза. МВР вчера спроведе полициско гонење врз мене врз основа на ова соопштение на Единствена Македонија од 2 октомври, во кое алармиравме за подкуп на пратеници во висина од 2 милиони евра по пратеник и дека пратеник од ВМРО ДПМН кој ќе гласа за промените на Уставот нема да стигне до државната граница при обидот за бегство од државата. Ова за МВР значело, внимавајте добро, дека Единствена Македонија ќе ги убива одметнатите пратеници од ВМРО ДПМН, со што била загрозена нивната сигурност. Помина 1 месец од соопштението, а на одметнатите 8 пратеници не им фали ништо. Дури Елизавета Канчевска-Милевска доби унапредување како координатор на пратеничката група и секоја вечер како манекенките на модни писти се шета од телевизија во телевизија да не убедува дека бришењето на се што е македонско било за наше добро. Значи, тоа што се зборува во соопштенија и на пресконференции ќе се забранува. Од друга страна, на Зоран Заев, устата му е полна со демократија, со владење на правото и правната држава. Кажаното од Заев нема смисла, оти во реалноста не се почитува судската пракса на Европскиот суд за човекови права во Страсбур како авторитетна правна институција токму во таа Европа за која зборува Зоран Заев. Според судот во Страсбур, политичката дебата подразбира и силни зборови, дури и оно што разните шарени и Соросови инсталации во земјата го сметаат за апокалипса. Дека токму владата треба да биде толерантна кон ваквите наводно деструктивни изблици. Заштитата дадена според членот 10, став 1 од Европската конвенција за човековите права ги опфаќа и ставовите на групи или ставот на едно лице, дури и кога тоа представува шок за мнозинството. Така вели судот во Страсбур. Да илустрирам со најмалку 3 пресуди на судот во Страсбур. Во случајот Оберлих против Австрија се вели дека политичарите кои со своите ставови провоцираат мора да прифатат и провокативни изјави за себе, а не треба посебно да се зборува за провокацијата што ја направија 8 одметнати и уценети пратеници. Во случајот Росирио Бенто и Лопес Гомеш да Силва против Португалија се вели дека острите политички дебати лесно прераснуваат и во лични, а тоа е ризикот кој се прифаќа со учеството во политичкиот живот. Во случајот Кастелов против Шпанија се вели дека доминантната позиција што има владата неопходно условува таа да се воздржува од кривични постапки, особено каде што и се достапни други средства за одговор на напади и критики од нејзините противници во медиумите. И сега доаѓаме до клучното прашање. Што подразбира Зоран Заев под политичка борба? Дали тоа е копнешот на Заев да има конструктивна опозиција од типот на овие 8 пратеници, кои сега ќе глумат опозиција? Или да му се умилкуваме на Заев како овие 8 пратеници кои не издржаа и се вклучија во постапката да се избрише се што е македонско? Или да се помириме дека фундаменталното правило во Македонија станува прогонот на неистомислениците? Не, почитувани присутни, овој атак врз слободата на говорот е за да сеат страв и да перат мозок со измислица наречена говор на омраза. Може да не следат, да не прислушкуваат, да не прогонуваат со измислени обвиненија, но ние нема да дозволиме да не го скршат духот. Оти ако не го убијат духот, ќе не го убијат името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Во земјата цвета организираниот криминал, перење пари, гледаме насади со дрога до куќите на луѓето, а наспроти ова Единствена Македонија стана главен проблем во земјата. Ни забрануваат настапи на телевизии, не следат, прислушкуваат и ни вршат полициски прогон. Како и да е процесот кој храбро, решително и во интерес на народот го почна Единствена Македонија, македонскиот народ и поголем дел од граѓаните на Република Македонија, веќе не може никој да го сопре. Битката на 30 септември со бојкот на референдум е добиена. Влегуваме во финална битка со злото во Македонија, кој има свое име. Злото се вика марионетска власт во Скопје, купена и контролирана од странски центар, која мора да ја поразиме. За трите вистини се свесни веќе и во марионетската влада во Скопје, дека ја губат власта,
дека не живееме во еднопартиски систем и дека вербалниот деликт е одамна укинат. Најавуваме се народни македонски протести до паѓањето на оваа ненародна влада со еден услов, а тоа се избори кои нема да ги организира Зоран Заев како премиер. Што би се каже во полициска станица, да никој не е против вас? Врз основа јас го кажав во ова соопштение, што е објавено од партијата на 2 октомври, значи пред скоро месец дена, и со кое сметаат дека сме ја загрозили сигурноста на основните пратеници кои што се одметнаа од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. И сега таа вообичаена постапка се тече и ќе видиме како ќе реагираат понатаму.